Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе зборам за бирање на соодветен примерок. И ова е од исклучива важност, бидејќи ако почнеш со лош примерок, ќе добиеш лош резултат, односно garbage in, garbage out. Почнеш со ѓубре, ќе добиеш ѓубре. И ова често се случува, најчесто ненамерно, така се прават грешки, нормално луѓе сме, но некогаш и намерно се бираат лоши примероци со цел да се добијат извртени резултати во корист на некој. Така, например, ова се случува кога имаме статистика на гласачи или пак некоја статистика треба да се бутне во јавноста. Така да може да се избере одредена популација, односно одреден примерок од популација, кој што ќе има одредени карактеристики и ти ќе направиш нормална статистичка обработка на тие податоци, ќе речеш иземавме средна вредност ова и на крај добивме тоа. И окей, статистиката тебе ти е точна, ама примерокот со кој си стартувал бил многу погрешен, така што крајниот резултат не е репрезентативен за целата популација. И како би изгледало тоа? Например, правиш статистика колку во Македонија се јаде свинско. Окей. И добро, си направил анализа, Македонија има 2 милиони луѓе, ти си земал примерок од 2000, што е сосема разумно, и си направил анализа на податоците и доаѓаш до заклучок дека во Македонија скоро и да не се јаде свинско. И доаѓа некој те гледа, вика како бе ова не се јаде свинско во Македонија? Така бе, еве гледаш, анализа податоци тоа покажува. Добро, дај да видам што примерок си земал од популацијата и ти примерокот што си го земал се сите со муслиманска вероисповед. Па очигледно дека резултатот нема да јадат свинско. Така, или пак правиш анализа колку во Македонија луѓето сакаат да возат точак. Окей? И си ставил станица каде што собираш изјави од луѓе пред продавница за точаци. И нормално сите што доаѓаат викаат сакам да возам точак. Или пак правиш анализа колку е бучавата во центарот на градот, така во Скопје. И собираш, мериш инструмент за бучава, окей, колку е децибели, така натаму и собираш информации и викаш у Скопје нема бучава ич. Како е тоа? Кога си мерел у 2 пополнок секој ден. Па очигледно дека нема бучава. Или пак правиш статистика колку луѓето се уште користат фиксен телефон. И како ја правиш оваа статистика, јавувајќи се на фиксен телефон. Па нормално сите кои се јават користат фиксен телефон. Тоа не е репрезентативно од целата популација. Ти ќе собереш 2000 примероци и ќе речеш сите луѓе користат фиксен телефон. Па многу нормално. Или пак се прави пул за што ќе се гласа на следните избори. Така има партија X и Y и ти се јавуваш во град Z и звониш таму, а нормално се знае дека тој град е предоминантно онака вокално изразен дека е за партија X. И се јавуваш таму, собираш податоци и викаш, у Македонија ќе се гласа за партија X и на крај победува Y. Како бе тоа? Па добро, нормално примерокот со кој стартувала таа статистика е грешен. Сега, примериве ја кои ви ги дадов се ептен абстрактни, така блатантно грешни. Очигледно е така, од авион се гледа дека нешто не чини. Но ќе рече тоа не се случува во реалноста, но се случува. Така, најчесто ненамерно. Најчесто некои фактори не се земале во предвид, зависно која била статистика која требала да се изработи, не се размислило до крај што треба да се собере, како да се собере, од каде да се соберат тие информации и се добиваат грешни резултати. Но некогаш, како што ви спомнав, се прави и намерно. Окей, сега, зошто воопшто земаме примероци од популацијата? Очигледно не можеме да анализираме целата популација во најголем дел од времето. Така, например, ако целата популација е 2 милиони луѓе, малку е тешко да анализираш, но ако целата популација ти е едно школо и например правиш статистика колку проценти од учениците го мразат професор X или го сакаат професор Y, ако школото е 2000 ученици, би можел ти сите да ги прашаш и да добиеш статистика од целата популација, но тоа не е секогаш изводливо. Така, например, сакаш да видиш колку е средната големина на јаболката оваа година. Што, ќе ги земеш сите јаболка кои биле во Македонија денеска продуцирани од сите ниви во Македонија и ќе ги собереш и сите ќе ги мериш со лењири едно по едно и на крај кој ќе ги измериш сите ќе речеш, добро, средната големина на јаболката оваа година е токава. Очигледно тоа не може да го направиш, така што зимаш мал дел од севкупната популација, што и да испитуваш, дали тоа се луѓе, дали тоа се јаболки, дали тоа се кревети, автобуси, бучава, звезди, што и да е. И правиш статистичка анализа на тој примерок и правиш инференција за целата популација. Сега, очигледно дека
Зимајќи примерок, секогаш ќе има одреден степен на грешка. Сега нормално, бирајќи примерок од целата популација, секогаш ќе имаш одреден степен на грешка. Тоа е неминовно. Што е поголем примерокот кој го бираш, ќе бидеш поблиску до вистинската вредност, така? Нормално, вистинската вредност е ако ја анализираш целата популација. И колку е опсегот на грешка зависи од колку е вкупната популација. Така, например, ако имаш клас од 30 студенти, така, 30 студенти и ти се земеш примерок од тројца, постои шанса да трефнеш одредена карактеристика од само тие тројца. Така, например, анализираш колку е средната висина во класот. И да речеме дека вистината е 1,7. Така и ти трефнеш тројца студенти, каде што едниот е 1,6, 1,7 и 1,8, така? И средната ќе искочи 1,7. И ти по чиста среќа си го погодил вистинската вредност, но најчесто тоа нема биде случај. Така, најчесто популациите се поголеми и најчесто што е поголем примерокот, тоа си поблиску, али никогаш не си до точната вредност. Така, секогаш има мала грешка. Но тоа е прифатливо. Така, значи има начин да се пресмета, нема се да навлегуваме во тоа, има калкулатори онлайн. Еве на пример еден калкулатор, бираме ниво на колку сакаме да сме сигурни дека сме во опсегот на точната вредност. 95, 98, 99, 99,999 и така натаму. Гледат, не стига до 100, бидејќи за 100 треба целата популација да анализираш. 99%, confidence interval и опсек на грешка, ова е плюс минус колку. Така, значи плюс минус 1%. Така, например, ако дали е некој висок 170, па 170 плюс минус 1 сантим. Океј? Значи тоа е опсек на грешка. И ова вдека се става 50 или 30%, зависи колку опции има од што може да се бира. Например, бидејќи имаш две партии, например, да бираш X или Y, во тој случај е 50%, така дали машки, женски, што и да е. Например, ако имаше 3 партии за бирање, ќе беше 33%. Океј? И популација вкупна дека е 2 милиона, и стискаш calculate, и ти вика дека за да добиеш точно со 99%, со 1% опсек плюс минус нагоре, за нешто за кој има два избора, целата популација е 2 милиони, треба да анализираш 16.504 испитаници. Океј? И го знаеш тој број и идеш сега анализираш. Значи така можеш да дознаеш колкав треба да ти е примерокот во однос на вкупна популација со цел да имаш некаква значајна статистика. Океј, има начин ова мануелно да се пресмета, така не мора вака со онлайн калкулатори, но нема да влегуваме во таа математика. Има формули, можете да ги најдете на интернет. Во ред. Сега, примерокот кој што овдека е представен вака од портокаловиот круг од синиот круг, изгледа окей, но всушност не е добар начин на зимање примерок. Што мислам? Премногу е концентриран. Очигледно е дека многу подобро би било ако ова е целата популација, примерокот да биде земен вака. Океј, тоа би било многу попредставителен примерок, наместо да биде земен само од едно место. Зошто? Бидејќи популацијата скоро никогаш не е хомогена. Популацијата за било каков вид на мерење скоро никогаш не е хомогена, скоро секогаш е хетерогена. И ова може најноставно си го замисли како еден вид мапа, еве мапа на Република Македонија, така, каде што скоро никоја карактеристика не е еднакво распределена низ целата држава. Така, скоро секогаш ќе има кластери на одредени места, без разлика дали збориме за телесна тежина, за висина, за наклонетост кон одредена партија, за што се јаде, како се живее и така натаму. Скоро секогаш ќе има некаква хетерогеност и таа ќе биде различна, нормално зависно што се мери. И оваа хетерогеност не е секогаш просторно различна, некогаш може да биде и временски различна или други начини различна. Што мислам со тоа? Например, сакаш да мериш колку е шекерот во крв кај луѓето во Македонија. Така и очигледно е да речеме дека може шекерот на крв во Скопје е поголем него на тие во Охрид. Океј, или како и да е. Добро, тоа е една разлика, но исто така шекерот во крв се разликува и временски. Така, например, дали мериш са бајле, дали мериш поручек, дали мериш пред јадење, дали мериш после јадење и така натаму и така натаму. Значи, не треба само кога образуваш еден експеримент да пазиш само на една хетерогеност, пример дали е Скопје или Велес, треба да пазиш и во колку сатот е. Така, која е возраста на испитаниците, така од која вероисповест е, дали има други фактори кои влијаат на тоа. Со цел да добиеш
по соодветен примерок за тоа што го анализираш. Така, значи не можеш на пример тие што ги анализираш во Скопје да бидат се постари луѓе, а тие кои ги анализираш во Битола да бидат се деца. Така, нормално дека деца дека имаат подобар шекер него некој кој има 60 и нешто години кај што пола од нив се диабетичари. Значи као што правиш на едното место, така треба и на другото место. Така и во исто време и на двете места и така натаму и така натаму. Сега, овие повторно примери кои ќе представувам јас ви изгледат многу апсурдни, викаш леле, па никој ова нема да го сгреши. Да, но повторно викам, се грешат вакви работи. Некогаш и намерно. Тоа е еден начин за да се лаже со статистика. Постои и многу други начини да се лаже со статистика. Една од најинтересните кои што е многу лесно да ви го објаснам е со она диаграми кои се цртаат. Например, имаш вака некој графикон и има например нешто овдека се случило. Така, пример криминал направен од некоја етничка група X и криминал направен од етнична група Y, така? И ќе речеш, овие Y дупло повеќе криминал прават од X. Што не мора да значи дека е случајот. Зошто? Бидејќи ако го погледнеш поубаво графиконот и забележиш дека овдека например е стаено 50, овдека е стаено 55, а овдека е стаено 60. Пример. Океј? И сега ти ќе речеш, глеј, Y прават дупло повеќе од X. Но графиконов не почнува од 0, почнува од 50. Така што со овие мерни единици помеѓу 55 и 60, ова е зголемување за само 10%. Така што Y да, прави повеќе криминал. За 10% повеќе, а не за дупло повеќе. Тоа е многу чест начин кој се лаже со статистика. Значи гледај графиконот, гледај ги вредностите, со што почнува, колку се апсолутните вредности, колку се релативните. А не гледај само сликите, зашто сликите може да се наместат на чуден начин. Океј, да продолжиме сега со бирање на пример. Првиот начин кој што е најлесен, најевтин и најнеточен е така наречен convenient, односно на македонски би дошло удобен начин на земање примерок. Например, еве, ти сега си 600 деление и во школа ти дадат проект да видиш колку од учениците во школото сакаат да се реновира, еве, спортската сала или пак да се, не знам, направат нови вециња. Што и да е, нема врска и океј, сега би можел да прашуваш нели ученици од прво деление, второ, трето, седмо, осмо и така натаму, но тебе ти е најлесно, бидејќи си еве 600 деление, ги знаеш сите од 600 деление, од другите ти е срам, така не знам, малечок си, срам ти од поголемите и ги прашуваш само тие 600А, 600Б и 600В. Така бидејќи ти е најлесно. А ги искачеш од ученица, знаеш си дека се ги прашуваш, океј, собереш податоци. Дали тоа е точно? Па не баш, тие можда од 8 одделение има друго мислење. Можеби тие што се трето одделение има друго мислење. И така натаму и така натаму. Или еве, сакаш да знаеш што сакаат повеќе луѓето, кетчуп или мајонез. Океј, и идеш на сред плоштад, зимаш лист хартија и ги прашуваш, сакате кетчуп или мајонез. Океј, или пак, не знам, еве им пишеш на сите на Facebook или на Twitter, на Instagram. Со тоа е глупо прашање, не? Нема врска, не пишувате така, ама ми ја сваќате поентата. Идеш и нешто што ти е најлесно го правиш, не дека бираш најдобар репрезентативен дел од популацијата, едноставно бираш дел кој ти е блиску тебе. Така, например, твојот телефонски именик, твоите следбеници на некоја социјална мрежа и така натаму и така натаму. Сега, тоа не мора да значи дека сегаш ќе биде многу грешно, така во однос на целата популација, зависи што анализираш. За некои работи може не прави да толку разлика колкав ќе ти биде примерокот или колку ќе биде репрезентативен, но ете, тоа е некој си начин на кој може да се земе еден примерок и како што реков, нели се прави често ова за некои помали проекти, така некои мали работи каде што не е толку битна точност, едноставно идејата дека е направена некоја статистичка обработка. Друг начин на земање примерок е случаен начин. И сега ќе рече, ова е најдобро, така, тоа е најпредставителен примерок, но не е баш тоа вистина и ќе видите зошто. Сега како би работело земање на случаен примерок? Например, сакаш да анализираш цета популација на Македонија за одредена карактеристика, така вршиш одредено мерење. И би ти требало, пожелно би било да имаш список, нели, на целата популација, така со реден број. Сега ти би можел да шеташ ти цела Македонија и да прашаш луѓе, но еве да речеме дека имаш список бидејќи е попрактично. Сега дали тоа значи ти да заокружуваш бројчиња кои што ќе ти паднат на памет? Така го имаш списокот, така 1, 2, 3, така 60 и така натаму.
и ти да едноставно заокружуваш овој. Дали тоа е случајно? Па не баш, бидејќи имаме една човечка интуиција да не ги слепуваме броеви еден до друг. Така, сигурно нема да ги заокружиш 60, 61 и 62. Така, цело време ќе скокаш по неколку. Али ако го ставиш ова на компјутер, така да биде сосема случајно, има шанса да се трефне, така компјутерот не ги скока така на интуиција. Компјутерот може да ги трефне 61, 63, 65, 66, па после да почне 280, така стотките да ги скокне. Сега, окей, тоа е вистински случаен избор, а не ти да бираш со рака, бидејќи човек кога бира има, како што реков, некоја интуиција да скока броеви, нема да биде баш случаен избор, но вистински случаен избор е со компјутер или пак можеш сите тие бројчиња да ги ставиш во, не знам, еден шешир или онака што прават на лотарија, така и брцнеш рака, бираш бројче. Така, брцнеш рака, бираш бројче. Така би било случаен. Така и земеш и сега постојат два начина бирање на случаен, каде што ги враќаш претходните избори, така што може да се паднат два пати или пак секој пат кога ќе избереш нешто го вадиш од вкупниот базен на избори. Океј, што мислам со тоа? Например, го избереш 2. Сега кога ќе го избереш 2, го вадиш од статистиката или пак го бираш, така викаш, аха, добро, 2, па пак го враќаш назад. Постојат два начина и сега подобар е тој кој ги вадиш примероци. Така, кога ќе избереш едно, не можеш два пати да го избереш. Има различни формули за пресметување, зависно дали едната или другиот начин за земање примерок, но тоа сега не ве занима. Сега рече, добро, што е проблемот со ова? Така, што е проблемот? Ми изгледа сосема легитимно. Ќе добиам баш добар примерок. И одговорот е не баш. Зошто? Бидејќи дека речеме дека ова стига до 2 милиона, така? Така 2 милиона и да, по случаен избор компјутерот ги трефнува и колку ќе трефнеме да земе 2000 примероци дека им требаат. Океј. Сега од тие 2000 се очекува 50% да се машки, 50% да се женски. Но бидејќи по случаен избор постои шанса, и тоа вистинска шанса, компјутерот да ги трефне така што 68% ја бидат машки или пак женски, а другите, колку му доаѓа таму, 32% да бидат женски. Океј, што не е вистина, така знаеме дека објективната вистина е, не знам, да речеме 49 со 51%. Сега, ако ти би земал 100.000 луѓе, така, као примерок, ова би дошло многу поблизу до вистинската вредност. Така би било, не знам, 53 со 47. Океј, но бидејќи ти не земаш огромен примерок, шансата да ова да се случи е доста голема. Сега, ова може да не игра никаква улога, така машки и женски, зависи што поставаш прашање, но еве ако поставиш прашање, например, ако прашаш колку луѓе од популацијата сакаат да си ги лакираат ноктите, вистината би била дека 50% од популацијата се женски, а 80% од нив сакаат да си ги лакираат ноктите, тоа би било дека вистината е околу 40% од популацијата. Но, бидејќи ти имаш само 32% од твој примерок се женски, 80% од нив, тоа би било 25. Океј. Значи ти ги добиеш само дека 25% од популацијата сака да си ги лакира ноктите, што е далеку од вистината која е, нели, 40%. Или пак сакаш да измериш колку е просечна тежина така на јаболките од оваа година. И океј, ти можеш да земеш јаболки по случаен избор, но може така ќе ги трефнеш, така што ќе избереш се од потешките јаболки, така и едноставно би добил погрешен резултат, значително погрешен. Сега, еден начин ова да се избегне, барем за некакви видови примероци, за некакви видови мерења, е системско зимање на примерок. Системско зимање примерок е доста слично како рандом зимање примерок, каде што само првиот член од примерокот ќе ти биде случаен, да речеме број 3, така, после секој нареден е всушност земен подреден шаблон. Така да речеш дека ќе земам секој 500 член. Така, исто ќе го избереш 503, па ќе го избереш 1003, така 1503, каде што идеш подреден шаблон системски, така, значи плюс 500, плюс 500, плюс 500 и така натаму и така натаму. Така што со тој начин на зимање на примерок избегнуваш
да одредени примероци се кластирани на одредено место. Океј? Така што нема да се трефнат 61, 62, 63. Така бидејќи не идеш по еден. Така зимаш после неколку примероци. Но и со овој начин на зимање на примерок имаме исти проблем како и случајниот избор. Значи истиот вид на грешка може да се случи, само што многу поретко и е помала грешката. Проблеми овдека настануваат кога датата со која работиш, така значи листава која ти е дадена, ако претходно била поставена во некаков шаблон. Така значи ако листата која ти е дадена е сосема случајна, во тој случај да, не прави разлика, овој начин на зимање примерок е подобар. Но ако листата која ти е дадена е направена со одреден шаблон, во тој случај овој начин на зимање примерок ќе биде многу лош. Што мислам со тоа? Да речеме тој кој ти ја дал листава на податоци, ги систематизирал така што ги бележал машко женско, машко женско, машко женско, машко женско, така. И ти избереш на пример парен број на чек скокања, така што ти почнуваш со женско, последниот член пак ти е женско, па тој пак ти е женско и така, ти на крај само женски ќе добиеш. Океј, зошто бидејќи листата која ти ја дал, врз кој ти ги вадиш податоците, го правиш твојот примерок со кој понатаму ќе го анализираш, е направена со одреден шаблон. Така што ти водиш шаблон од шаблон и има голема шанса за грешка. Нешто си подобар начин на зимање примерок е кластирање, односно правење на групи. Каде што значи кластер, каде што зимаш одредени групи, еве да речеме по тројца, по случаен избор. Така че правиш групи од 3 по случаен избор и после взимаш случајни групи од тој избор на групи. Океј? Значи направиш група 367.321, друга група 5.11.2382 и така натаму и направиш огромен број групи и на крај бираш случајни групи. Например, ја бираш оваа група, ја бираш таа група и вршиш анализа врз база на тие групи. И со овој начин на зимање примерок имаш нешто си подобри шанси да не е грешен, односно да е по-репрезентативен примерокот, но повторно има одреден опсаден грешка. Така што најдобар начин, односно ово е најдобар самостоен начин, е стратифициран примерок. А тоа е еден, може да се преведе како слоев вид примерок. И што правиш со ова? Кога имаш датата на податоци, ти ја распределуваш на одредена карактеристика или на повеќе карактеристики. Така, например, повторно имаме листата, така со испитаници од кои може да извадиме примерок. И што правиме? Ги делиме на машки, така вака со плава боја, и ги делиме на женски. Така и викаме дека има 50% од тие, 50% од тие, окей. Ги делиме машки и на женски, па можеме да ги поделиме на вероисповед. Така едните се христијани, другите се муслимани. Можеш да ги поделиш и по место на живење. Така значи ги поделиш тие кои се Скопје, тие кои се Охрид, тие кои се Кичево, тие кои се Гостивар и така натаму и така натаму. Сега, зошто да ги делиш сите, така членови на популацијата на соодветни групи? Бидејќи од кој ќе го направиш тоа, ти ќе земеш одреден број на примероци од секоја група, зависно колкав е процентот на таа група од популацијата. Така што ќе добиеш репрезентативен примерок од секоја различна група која може да се најде во таа популација. Значи, ако, пример, 50% од популацијата во Македонија е од Скопје, 50% од гласовите, така нормално ќе бидат од Скопје. Така, значи, нема ти да земеш 100 гласа од Скопје и 100 гласа од Велес, кога популацијата не е иста. Така, значи ги земеш соодветен број на гласови зависно од колкава е популацијата. Така, значи, ако зимаш вкупно, еве да речеме 2000 гласови, така, треба 1000 гласа да ти се од машки, 1000 гласа да ти се од женски. Од тие треба да речеме дека 80% се христијани, 20% дека се муслимани, немам појма кои се точни бројки. Треба 800 да ти се христијани, 200 да ти се муслимани. Така, и овдека 800 христијани, 200 се муслимани. Во ред?
Па од тие треба, нели, ако ги поделиш и по региони на живење, треба, не знам, со која боја, да речеме 400 да се од Скопје, 100 да се од Охрид, 100 да се од Битола, 100 да... и така натаму и така натаму. И сега, зошто ова да се направи? Едноставно ќе добиеш најрепрезентативен примерок што би можел да добиеш. Зошто не се прави ова секој пат? Зошто не се дели популацијата на одредени групи, каде што се бира соодветен број на гласови од тие групи? Бидејќи е многу работа и е многу тешко. Така, со цел ова да го направиш, ти треба пред да имаш дата податоци на сите луѓе, треба да знаеш колку се машки, колку се женски, треба да знаеш на која вероисповед се, треба да знаеш во кои градови живеат, значи ти треба да имаш огромна дата на податоци уште пред да стартуваш. Така, значи голем број истражувања треба да се направени за да можеш ти да почнеш да анализираш нешто што до сега не е анализирано. Да правиш некоја статистика за нешто за што не е направено. И ова најчесто не е изводливо, така, немаш толку податоци за целата популација. Сега, за некои помали популации, така, за луѓе во некоја школа, така, за број на ученици, можда можеш да најдеш таа информација, но пак, и тука не е така лесно. И ти тука можеш да почнеш дури да ги мешаш одредените начини на земање примерок. Во секој од овие страти, во секој од овие слоеви, така, значи во овој слој, како ќе взимаш примероците во овој слој? Можеш системски да ги взимаш примероците внатре во слојот. И тоа ќе биде дополнителен начин да добиеш порепрезентативен примерок. Океј? И овде имаме една слика која го објаснува ова што го зборев. Така, шематски можете да видите. Овдека гледате во стратифициран примерок, подели се на, да речеме, 4 различни групи и во тие 4 различни групи е земен по член или два, зависно, и тоа зимање може да биде на соодветен начин. Така че може систематски примерок да зимаш од секој од овие групи. И тоа беше се за видео, се надам дека научивте нешто ново. За крај ќе ве оставам со едно прашање. За видите како многу лесно може да се лаже со статистика. А тоа е следново. 30% од сообраќајните незгоди се предизвикани од пијани возачи. И ќе си речеше, и стварно многу пијани ве, стварно 30% од сообраќајките, вау. Ама кога ќе размислиш, тоа значи дека 70% од сообраќајките се направени од трезни возачи. Ќе речеш, па чекај бе, па тоа значи дека е подобро да си пијан. Трезните возачи, глеј, прават многу повеќе сообраќајки него пијаните. Значи, слободно да пиеш, а? Сега, така изгледа на прв поглед. Но размислете, зошто е ова всушност грешка? Зошто изгледа дека е подобро да си пијан? И одговорот следи за 3, 2, 1. Ајде. Одговорот е дека да, 30% од сообраќајните незгоди се предизвикани од пијани возачи, ама само 0,1% од популацијата се пијани. Така, 99,9% се трезни. Многу е логично дека поголем процент од популацијата е трезна и од тука доаѓаат најголемо сообраќајките. Али ова значи дека сега не мрзи да пресметувам, ама изгледа како 300% по големи се шансите да се случи сообраќајна незгода кога е некој пијан, него кога е трезен. Океј. Тоа беше се за видео, ќе се видиме во